Ќе застанам тука, се надевам дека сега малку е несоодветно вие да стоите позади мене, но како сакате. Мислам дека е добро и да стоите, затоа што нашите ставови не се разликуваат. Не сме на различни страни. Почитувани филмски работници, почитувани представници на медиумите, навистина ни е драго што се случува овој протест по долги години на молк и време кога ваков протест беше незамислив. Нашите желби и заложби се заеднички и Министерството за култура ќе ве поддржи во вашите барања за достоинствена работа и достоинствено обавување на дејноста. Министерот за култура за жал не е тука денеска, тој е на заедничка средба со владата на Република Албанија, заедничка седница на двете влади, но веднаш штом се врати во понеделник ќе ве прими и ќе разговараме за овие проблеми. Цел и заложба на Министерството за култура и на владата на Република Македонија и на Агенцијата за филм која што е надлежна за оваа дејност е да имаме добар буџет, кој ќе успее да ги реализира квалитетните филмски проекти што се од интерес на граѓаните на Република Македонија. Средствата одвоени за Агенцијата и за филмската дејност се проектирани за да ги задоволат потребите на филмските работници во земјата. Вистина е дека годинава Агенцијата доби помалку средства од претходната, но исто така треба да имаме предвид дека токму преку буџетот на Агенцијата во минатото се реализираа проекти и дела кои спроведуваа партиска и политичка пропаганда, а не создаваа уметнички дела, како и дека преку нив се прекршуваа законите и се правеа злоупотреби. Како најеклатантен пример за тоа е снимањето на серијата Македонија со буџет од 4 милиони евра, во која бројот на епизоди незаконски бил намален од 130 на 80, а всушност и покрај исплатените средства таа серија не ни почна со вистинска реализација и во неа имаме индиции за сериозни злоупотреби кои ќе се истражуваат и веќе се истражуваат. Имавме и случаи кога на некои проекти средства им биле исплатени на продуцентите, а никогаш не дојдоа до филмските работници ангажирани во тие проекти. Затоа ревизиите се веќе отпочнати и во Агенцијата и во Министерството. Ние сакаме да направиме целосна ревизија на работата на Агенцијата за филм и на средствата потрошени во филмската дејност, секако дека доколку се утврдат злоупотреби, за тоа ќе следува одговорност и законски постапки. Би сакале да нагласиме тука пред вас дека заложба на владата на Република Македонија и на Министерството за култура е да ги помагаме и поддржиме сите квалитетни проекти. Подготвени сме, доколку добиеме такви проекти, да најдеме средства и преку пренамена на ставки, како и преку ребаланс на буџетот. Наша намера не е да се одделат средства и тие да лежат непродуктивно на сметки на институциите, туку да се трошат според бараната динамика на проекти кои се во интерес на граѓаните. Доколку филмските работници предложат и донесат такви проекти во што ние не се сомневаме воопшто, ние со задоволство ќе ги поддржиме и подготвени сме во таа смисла и да го зголемиме буџетот. Секако, во интерес на граѓаните на Република Македонија е, бидејќи се работи за значајни средства и буџети, да ги поставиме повисоко критериумите за избор на проектите, да ги подобриме методологиите за нивна евалуација и да поставиме механизми за одговорно трошење на парите на граѓаните. Свесни сме за големите долгови со кои се соочува Агенцијата поради злоупотребите и недомаќинското трошење и работење во минатото. Изнаоѓаме начини тие обврски да ги сервисираме, а тоа да не биде на штета на реализацијата на проектите во филмската дејност за оваа и за наредните години. Во таа смисла, очекуваме од вас, филмските работници, од целата јавност, но особено од вас, да предлагате реални буџети и рамки во кои ќе се движат продукцијските и други трошоци во согласност со актуелниот стандард на граѓаните на земјата. Ние сме подготвени таквите квалитетни и реални проекти да ги финансираме во име на граѓаните и граѓанскиот интерес.
таква евиденција очекуваме да добиеме, дека дел од таа евиденција секако дека се наоѓа во Агенцијата за филм, секако дека имаме индиции за бројките. Опфатот на целната група и преку проектите што се доставувале до Министерството, има веројатно и бројка и во Друштвото на филмски професионалци или Друштвото на филмски работници на Македонија. На состанокот во понеделник ќе ги разгледаме сите конкретни аспекти и ќе ги информираме навремено медиумите всушност за колкава бројка на луѓе станува збор, колкави се и какви се нивните поварувања, ќе бидете навремено информирани. Видете, обврските се настанати по однос на договори. Ако тие договори се реализирани и се реализирани во согласност со ставките кои што се или членовите на договорот, тогаш ние не можеме да одиме против правото и правдата, против тоа што е реализирано и спроведено од овие филмски работници, не можеме да ги онеправдаме за нивниот реализиран труд да не добијат средства. Затоа ќе ги разгледуваме внимателно сите договори, сите настанати обврски, таму каде што се обврските завршени во ред ќе ги исплаќаме обврските, таму каде што не ќе следуваат соодветни законски постапки.